Во Штип е промовирано второто литературно дело подпишано од Марија Димкова, познат интерпретатор на македонската изворна народна музика од Штип. Се работи за автобиографија во која на емотивен начин го опфаќа периодот на прогонот на македонците од Егејска Македонија, раселувањето низ светот, повторните средби и сеќавањата на настаните и ликовите од вителот на Егејската сага. Кога ми рекоа дека многу емоции има во книгата, јас реков така. Таков ми беше животот, јас ништо не измислувам, тука ништо не е измислено. Се е кажано она како го живеевме животот ние. Затоа се емоциите во книгата. Отчу таков ни беше животот, ние многу страдавме. Значи, ден живот, да излезиш од дома со ништо, со една торба на рамото и да продолжиш по светот, да патуваш. 15 години се селевме додека да стапниме во Битола. Од која минавме границата, која минале, јас сум била 3 години, додека купиме куќа во Битола, 58-6 сме преселени, значи 15 години бевме ние, немавме тло под нозете. Автобиографијата на Марија Димкова се дефинира како романсирана биографија според естетските и емотивните слики, но ова дело содржи и сериозни историски факти, некои од нив за прв пат објавени, вели уредничката на ова дело. Да, тоа е дело кое што изобилува со историски факти и кој што изобилува дури и со факти кои што до ден денес не се објавени во таков вид. И тоа мислам дека е еден многу храбар потег кој што го направивме и за кој што мислам дека книжевната јавност и историската јавност ќе биде доволно аналитична да го провери тоа и да го потврди како такво. Марија Димкова е автор и на збирката насловена од фолклорната ризница на Марија Димкова, збирка на народни песни, приказни, преданија, легенди, гатанки и обичаи од Мегленскиот крај. Јавноста најмногу ја познава како долгогодишен интерпретатор на македонската изворна народна музика.